Благодарам, почитувана едност, почитувани колеги пратеници. Еве во оваа точка можеме да го дефинираме сижето на сите претходни дискусии кои што ги имавме по однос на оваа точка. Во овој годишен извештај може да се забележат неколку факти како потврда на сето на кое што се говореше. Бројките ќе ги прочитаме за да бидеме попрецизни. Во извештајот може да се направат компаративни податоци за 2020 година, како и компаративни податоци во однос на изминатите 2017, 18 и 19 година. И доколку дел од податоците за овој период ги споредиме со претходните 4 години, 2013-2016 година, ќе се добие значително појасна слика за функционирањето на самата државна комисија, како и за движењето на бројот на предмети кои што се уважени од вас, или уважени по однос на поништена одлука или поништена постапка по кој постапила вашата комисија. Што може да се забележи? Во таа табела може да се увиди правната несигурност на економските оператори, која доведуваат во прашање законитоста на дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија на дел од договорените органи и нивните одлуки, односно поединечните правни акти донесени во постапките за јавните набавки, во постапките за доделување на договори за јавни набавки. Што значи тоа? Тоа значи дека од 2016-та, со исклучок на 2017 година на панавака, има зголемување на предметите и на постапките кои што се обраќаат до вас, што исклучиво говори на тоа дека економските оператори кои што општат со државната управа и кои што, би кажам на некој начин, се присутни во јавните набавки, се почесто се обраќаат до вас за нивните случаи да бидат решени само заради нерегуларноста во сите овие јавни набавки. Бројот на уважени предмети, по однос на решени предмети, континуирано се зголемува во изминатите 8 години и тоа од 35,2% во 2013 година до 51,3% во 2020 година. Просекот на првите 4 години од оваа анализа која што ја имам направено, од 2013 до 2016 изнесува 38%, а просекот на последните 4 години, 2017-2020 година, изнесува 49,3%, што значи зголемување од 29,7%. Последната година, од периодот кој е предмет на оваа анализа, поставува посебна загриженост поради фактот што се уважени 51,3% од сите решени предмети. Тоа укажува дека за 20% е зголемен во споредба на просекот од последните 7 години, што подополнително на тоа укажува дека последната година бројот на предмети кои што вие сте ги уважиле, укажува на тоа дека нетранспарентно и незаконски се одвиваат овие постапки, дека има се поголем број на незадоволни економски оператори кои што учествуваат во процесот на јавните набавки. Овој однос исто така е загрижувачки зголемен за 5%, што представува зголемување од 52% во однос на просекот од последните 7 години. Слични констатации може да се најдат и во годишниот извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија. И она кое што може да се каже дека единствената позитивна работа, која што може да се примети, е само приходите во буџетот на Република Македонија врз основа на жалбената постапка пред Државната комисија, односно ако треба да се изведе некој позитивен бенефит, е дека колку повеќе оператори се обраќаат до вас и колку повеќе треба да ги почитуваат оние, би рекол, административни трошоци, толку повеќе расте буџетот и тоа е единствената позитивна придобивка која што јас би можел да ја кажам од токму од тоа што вие го работите. Вреди да се напомене дека како заклучоци на овој извештај се дефинирани неколку, еве повторно за македонската јавност да биде информирана, се следниве: определување на поголем буџет на Државната комисија, кадровско екипирање во стручната служба, овозможување на просторни услови за работа и редизајнирање на веб страната, нели, и подобрување на можноста за детално пребарување, но никаде нема да видиме во овие заклучоци и препораки во токму една од годините која што беше, би кажал, изборна и во која што се случија најголемите коруптивни скандали во историјата на Република Македонија. Па така да можевме да видиме во текот на 2020 година отворени постапки во оваа година како ги третираат највисоките владени службеници, па актуелна стана Инвока Груп, па актуелни стана оние софтвери кои што не се користат, а кои што се купени по баснословни суми, а кои што служат, нели, за некое си сообраќајно уредување кое што не се користи. Можеме да видиме дека
пневматици се набавуваат исто така од Министерството за внатрешни работи. Можеме да видиме дека најголем дел од возилата кои што се набавуваат од органите на државната управа, исто така се купуваат од фирма финансиер на партијата, од мнозинството и така натака, но за тоа се молчи и за тоа нема отворени постапки и за тоа не може да има одредена жалба, но сепак може да има жалба за некои сосема други, би кажал, работи кои што не го таргетираат и не го опторетуваат македонското општество до таа мера. Она кое што е зголемување на поплаките до вас, евидентно кажува дека вашата стратешка определба или вашите приоритети треба да бидат комплетно пренасочени во друга насока. Треба да бидат насочени во насока да поплаките кои што најфреквентно и најчесто ги добивате, ги преточите можеби во одредени предлог акти, стратегии, помош кон самата државна комисија за спречување на корупција, можеби предлог закон, можеби јавна дебата па да се види кои се најчестите, би рекол, поплаки до вас од овие 1500 и нешто поднесоци до вашата институција, 1076 се извинувам, зошто толку операторите наоѓаат за сходно да се обратат до вас и сите тие работи кои што се најчести, ние да ги преточиме како институција во одредени можеби позитивни законски решенија или норми или акти, за да можат тие работи да се решат. Не би сакал повторно во наредниот извештај кој што ќе дојде наредната година да ги видам истите приоритети, затоа што сметам дека вие како орган можете и текако да помогнете во сузбивање на голем дел од проблемите што ги имаат овие луѓе и кои што се обраќаат до вас. Можете да приметите, кажав неколку пати, тоа намерно го повторувам, дека сме рангирани на 111-тото место на индексот на корупција, а ако направите определена анализа зошто тоа се случува, ќе видите дека еден од главните работи се токму и овие јавни набавки. Имено на крајот би сакал да поентирам со една работа. Сметам дека сите треба да имаме општествена одговорност, особено за случувањата откако ќе се добијат јавните набавки, затоа што бевме сведоци во јавноста за еден катастрофален случај, каде што компанија веќе која што го има добиено договорот за работа во еден од најголемите комбинати во државата, после тоа е приморана да се откаже од истото, не почитувајќи го договорот, за да може определена сума на средства да се однесат во еден хотел во Струмица. Тоа треба да престане, а вие како институции, како органи, кои што сте одговорни за дејноста која што најмногу создава корупција во оваа држава, треба да бидете малку поактивни во јавноста, заради тоа што општиот впечаток е дека сте само еден апологет на власта. Благодарам.